Професор доктор Марко Турина, кардиохирург со светско реноме, долгогодишен директор на клиниката за болести на срцето и крвните садови во Цирих, е мој денешен гостин во ова, прво, мартовско издание на 6-тиот ден. Голема чест и задоволство е да се разговара со првиот кардиохирург во светот кој го конструираше вештачкото срце, а потоа и клинички го примени. Професор Турина е исто така и првиот кардиохирург во светот кој оперираше вродена срцева мана на бебе старо само 1 ден. Неговото секојдневие е следно. Работниот ден му започнува во 7, а му завршува дури во 21 часот. Прави визити, оперира, ги посетува пациентите на интензивната нега. Откако ќе ги посети пациентите кои треба да ги оперира наредниот ден, заминува дома. Во Македонија дојде како гостин на доктор Жан Митрев да ја промовира неговата книга «Кардиоваскуларни решенија», а сега со нас ќе го сподели неговото секојдневие во клиниката во Цирих и секако неговиот подем во врвот на светската кардиохирургија. Професоре Турина, темелите на вашата кариера во кардиохирургијата ги ставате во почетокот на 60-тите години од минатиот век. Каква беше кардиохирургијата тогаш, а колку е развиена ова област од медицината половина век подоцна, односно сега? Kad sam ja počeo sa kardiohirurgijom, Кога јас почнав со кардиохирургија, тоа беше најголемата авантура. Смртноста беше голема, опасноста беше голема, но и тогаш кардиохирургијата беше врвна дисциплина. Навистина, тоа беше најтешкото, но и најновото во хирургијата. Кардиохирургијата во тоа време беше само за најдобрите, за оние со совршено образование. Ние моравме да знаеме се, анатомија, физиологија, се. Колку е развиена оваа дисциплина сега? Денеска тоа е огромна разлика. Во денешно време кардиохирургијата е апсолутно рутинска операција која се работи во многу кардиохируршки центри и која има многу ниска стапка на смртност. Тоа практично значи дека веројатноста пациентот да ја преживее операцијата е многу висока. Колку беше морталитетот тогаш? Стапката на морталитет, колку е сега? Денеска смртноста од една коронарна операција е помала од 1%. Во денешно време смртноста од една валвуларна операција е 3%, што практично значи дека дури 97% од пациентите си одат дома. Тоа се денешните резултати. 97% људи оде куќи. Тоа се данашни резултати. Значи практично успехот е 100%. Па речи си да, всушност нема операција со 100% успех. Секогаш може нешто да се случи. Медицината е се уште малку несигурна во тој поглед, но во секој случај огромен е бројот на луѓето кои преживуваат. Како го конструиравте вештачкото срце? Како всушност е реализирано овој изум? Тоа беше една нова конструкција. Тоа е навистина интересно. Потекнува практично од американските ракети кои летеа во Вселената. Во суштина станува збор за многу прецизна мала пумпа со величина колку мојот палец на раката. Со неа може да се пумпа крв од левата комора во аортата на многу едноставен начин. Тоа е во суштина многу мала и едноставна операција, така што со таа направа имаме вистински подем, па сега постои вештачко срце кое може совршено да работи кај секого. Кај секого, така. Како дојдовте до идеја да конструирате вештачко срце? Значи, како е реализиран всушност овој изум? Проектот е реализиран со американски пари. За да се направи такво вештачко срце, потребна е огромна инвестиција. Во тоа време американската влада и голем број приватни инвеститори дадоа меѓу 50 и 100 милиони долари да го реализираат тој проект. Сепак на крај, од сето тоа што беше реализирано, многу пациенти денес живеат. Многу пуно пациената профитирало. Како во вашата клиника во Цирих се регулирани листите за трансплантација на срце? Колкав е периодот на чекање за еден таков хируршки зафат? Тоа е нерешен проблем. Во Швајцарија се чека повеќе од 6 месеци. Од 6 месеци до 1 година за трансплантација на срце. Тоа значи дека некои пациенти умираат додека се на листата на чекање. И ние во Швајцарија, покрај останатите проблеми, имаме и доста ниска квота на срца кои ги добиваме за трансплантација. Како тогаш ги правите приоритетите? Постои еден централен регистар. Се земаат предвид оние 3 класични приоритети. Тоа се сосема ургентните случаи, така наречените забрзани пациенти и оние кои може да чекаат. Тоа се тие главни 3 столба.
Колка ви се шансите пациентите да ја преживеат првата година од Првата година по трансплантацијата на срцето во добрите кардиохируршки центри ја преживуваат околу 85% од пациентите. На подолг рок, например, на 5 години по трансплантацијата на срце живеат околу 70% од пациентите, по 10 години од ваков хируршки зафат живеат од 55 до 60% од пациентите. 55-60. Што се однесува до трансплантациите на срце, колку се на број во целата ваша кариера до сега? Јас лично сум трансплантирал, но и многу често сум учествувал во асистирање на други доктори во трансплантациите на срце, така што во досегашната моја пракса имам вкупно 380 трансплантации на срце. Првите 5 години се правев сам, а подоцна и помагав. Око 380. Веќе го споменавте големиот успех на преживување на пациентите по трансплантација на срце. Дали таков огромен успех исклучиво важи само за добро опремените кардиохируршки центри? Ја мислам да. Срцевата трансплантација не значи само успешна добра операција. За трансплантација на срце потребни се и навистина добри кардиолози и интернисти кои ги подготвуваат пациентите. Потоа се потребни специјалисти за трансплантација кои ги следат пациентите подоцна додека се на терапија со лекови. Трансплантацијата на срце исто така бара добар хируршки центар, бидејќи само во таков центар не се работат само трансплантации, туку се применува и вештачкото срце, кое може да служи 3 до 4 месеци, па дури потоа се прави трансплантација. Така да. Дали тоа значи дека само богатите земји па и богатите луѓе може да си дозволат врвна медицина? Тоа е проблем. Тоа е навистина голем проблем. За трансплантација на срце инвестицијата само во првата година во просек изнесува околу 400.000 евра. Prosječno koštanje oko 400.000 евро. Вие имате посебен метод на работа. Главниот дел од операцијата го завршувате вие, а остатокот го препуштате на вашите асистенти. Потоа влегувате во друга операциона сала и повторно правите операција на срце кај друг пациент. Колку операции имате дневно со ваков начин на работа? Dnevno по околу 4-5 операции кога работам на тој начин, но постојат и многу операции кои мора да ги работам од почеток до крај. Станува збор за пациенти кои претходно имале операција, последната морам да ја работам исклучиво јас од почеток до крај. Може сосема на крај да оставиме некој од асистентите да го затвори тој граден кош, но постојат многу операции кои човек мора да ги почне и да ги заврши. grudni koš. Ali ima dosta operacija koje čovjek mora od početka napraviti. Пред неколку години првпат воведовте уште една новина, кај вас во Цирих. Станува збор за асистирање на робот при операциите. Како функционира оваа машина? Што прави практично таа? Всушност тоа не е робот, туку телеманипулатор. Хирургот повеќе не мора постојано да стои над пациентот, бидејќи ни сосема мали дупчиња, инструментите се воведуваат во градниот кош, а хирургот сето тоа го следи на далечина од 10 метри управува со машината. Хирургот ги води инструментите низ телото на пациентот и на екранот гледа што се случува. Но денес роботот е сериозен проблем, бидејќи навистина многу чини, и второ, роботот досега не се етаблираше во рутинска срцева хирургија. Една таква машина чини околу 1,5 до 2 милиони евра и мислам дека ќе помине уште доста време додека не стане вообичаено нешто во хируршките сали. Tako da se uvijek dođe, neko se specijalizira, ali robot se još nije probio kao rutinska metoda. Професоре Турина, вие исто така сте првиот кардиохирург што направи операција на вродена срцева мана кај бебе старо само 1 ден. Која е разликата меѓу операции кај возрастни и операции кај деца, односно бебиња? Операциите кај бебињата спаѓаат во најсложените операции во кардиохирургијата. Нив ги работат единствено најдобрите кардиохирузи кои се исклучително паметни и имаат неверојатен зафат со рацете. Ние често знаеме да кажеме дека има такви кои имаат во главата, но немаат во рацете и обратно. Операциите на вродените срцеви мани кај бебињата се најкомплицираните случаи и нив ги работат исклучиво најдобрите кардиохирурзи. Што ви представува поголема тешкотија? Операциите на срце кај бебе или кај возраст?
Сигурно да Дефинитивно операциите кај бебињата се многу потешки. Кај возрастните постои коронарна операција, постои валвуларна операција. За разлика од нив, кај бебињата постојат стотини различни малформации, мани. Токму затоа тие операции се навистина многу потешки. Затоа се тие операции пуно тешки. Според вашето долгогодишно искуство, може ли да направите разлика меѓу европските и американските кардиохируршки центри? Таа разлика е Разлика меѓу европските и американските кардиохируршки центри постоеше во раните 60 и 70 години. Денеска разлика нема. Американците се многу поуспешни во маркетингот, тие многу подобро ги рекламираат своите услуги. Но како и да е, добрите болници во Европа се еднакво добри со добрите кардиохируршки центри во Америка. Практично и нема разлика. Целиот свој живот практично го посветивте на кардиохирургијата, па сепак имате ли некакво хоби? Што најмногу ве опушта, а при тоа и ви помага во извршување на најсложените зафати? Знаете, јас го поминав мојот живот во операционата сала, но секогаш успевав да го практикувам спортот. Порано многу повеќе скијав, трчам секој ден. Во последниве години рано наутро одам во еден фитнес клуб и таму поминувам околу 70-80 минути. Тоа е што се однесува до спортот. Инаку мојо омилено хоби беше пилотирањето. Во последниве години не го практикувам повеќе заради годините, но се уште со задоволство патувам. Сакам да видам нешто што досега не сум го видел. Уживам во природните убавини. Тоа се мора пустити, але са годинама, да е болje да се то не ради. Још увек идем радо на путувања, гледат интересантни ствари, лепу природу. Како ви поминува вашето секојдневие во клиниката во Цирих? Данас вам ја... Работниот ден ми започнува многу рано наутро. Повеќе не сум шеф на клиниката, сега има друг доктор. А јас имам своја канцеларија и таму главно ги извршувам своите обврски. Многу често одам во Хрватска, правам операции во една болница близу Загреб. Таму всушност работам на најтешките случаи кои хрватските кардиохирурзи не можат сами да ги направат. Тоа е моја главна преокупација во последно време. Мора да кажам дека се уште работам од 10 до 12 часа дневно. 10-12 сати дневно. Почувствував дека вие радо се враќате во Хрватска да работите. Колку често одите таму? Дали работите за викенд или патувате и во текот на недела? Кон крајот на неделата патувам во Хрватска. Четврток, петок, сабота и недела сум таму. Има навистина многу пациенти. Во Хрватска, слично како и во Македонија, ќе треба многу да работиме за подобро здравје на пациентите. Хрватска тоа е ко Македонија, а тоа још увек дуго година ćemo raditi dok ljudi budu zdravi. Професоре Турина, доколку од вас во иднина биде побарана стручна обука на млади кадри од Македонија во областа на кардиохирургијата, дали би се согласиле на меѓусебна соработка? Знаете шта, тоа е сигурно могуќе. Тоа е дефинитивно можно, но кога станува збор за едукација, за образование, луѓето во Македонија, младите кадри, мора да знаат дека не е доволно да се замине некаде на 3 месеци, да се замине на 1 година. Најдобро е да се престојува во некоја добра клиника, например 6 години. За тие 5-6 години треба да се стекне целата стручност. Изобразбу проќ. Така тоа е могуќе, али то се мора инвестират многу времена за тоа. Ми беше чест што денеска бевте мој соговорник во ова прво мартовско издание на 6-тиот ден. Вториот дел од разговорот го продолжуваме со доктор Жан Митрев. Ке разговараме за неговото дело кардиоваскуларни решенија, со што практично се одбележува 13 годишниот јубилеј на кардиохирургијата во специјалната болница Филип II. Доктор Митрев, 13 години потоа, јубилеј на специјалната болница Филип II го одбележувате со кардиолошки решенија. Плод на вашата долгогодишна работа. За какво дело станува збор? Кои се кардиолошките решенија? Па ова е книга од, така да кажем, реалната пракса. Е вистински оригинал на сето оно што јас работам сите овие години во Филип II. Тоа е збир на една плејада од пациенти кои се диагностицирани и лекувани во Филип II, каде што се работи за сите можни варијанти и сите можни проблеми кои луѓето ги имале
и нивното можно решавање, значи со една најмодерна технологија на дијагностицирање, презентирање и постоперативна контрола на сето тоа што е направено. Со тоа ние самите постигнавме прво една наша собствена контрола на резултатите кои ги значи не е само пациентот да преживее, него како тоа вистински изгледа после операцијата. И сето тоа допринесе и многу во однос на поставувањето на дијагнозата и правилното лекување, а исто така и за мене една контрола, она што сум го работел во сала, како тоа потоа навистина изгледа во реалност. Така да книгата представува еден збир на сите овие пациенти, на еден другчи начин на прикажување на болестите, значи со компјутерски 3D реконструкции, каде што секој чак и не медицински, иако е таа наменета за медицинските кругови, за студенти, за специјализанти, за специјалисти, за сите оние кои студираат медицина или работат медицина, и за, да кажем, обичниот човек, за било која состојба може да најде од кардиоваскуларната болест, која за жал са најчестите болести воопшто во човештвото, да најде пример како тоа изгледа и кое е можното решение. Токму тоа сакав да ве прашам, значи практично ова ваше дело има широка примена. Секој може да се снајде со него, така ли? Тоа беше и мојата цел. Знаете дека најтешко е со малку зборови да објасните нешто, поготово овие состојби кои се навистина многу комплицирани и за нив деломно има пишувано многу книги. Меѓутоа, кога е нешто многу пишувано, секој си ствара своја слика за некоја работа и го нема онај тродимензионален пластичен приказ на таа состојба. Овде е обратно, значи има многу малку текст кој детално опишува една состојба и каде што со повеќе слики таа состојба е директно објаснета како тоа изгледа и како изгледа после операција. Какво е чувството да се создаде вакво дело? Па јас искрено ќе ви кажам дека е чувство на олеснување, бидејќи во еден период искрено се плашев дека нема да издадам оваа книга, што сигурно ќе беше еден голем недостаток воопшто во светската литература, бидејќи без претерување ваква книга јас досега неам сретнато, ни приближно. И професорот Турина веќе ми најави дека ќе биде сигурно прифатена за презентација англиската верзија во цел свет. Во тие кругови кај што треба да се појави. И со тоа, самото тоа покажува со каква тежина практично книгата донесува. Меѓутоа, од друга страна, донесува и нешто за Македонија што е неизбришливо, дека ова е сето направено во Македонија, тука во Скопје, а на пациенти кои се тука дијагностицирани и лекувани, кои се преживеале сето ова. Значи, не можете да направите контрола ако пациентот починал. Тоа е логично. Така да, едно огромно олеснување и за мене, бидејќи сето тоа јас на илјадници пациенти сум го правил и добро е што некој од нив сум документирал на ваков начин, да после тоа можеме да ги ставиме во оваа книга како пример за една состојба. Колку за сиве овие години се вложивте сами од себе кардиохирургијата во Филип II да достигне високо реноме, односно што најмногу жртвувавте? Па не знам како да го изразам тоа мое внесување или вложување или жртвување, бидејќи
Јас сум максимално посветен на тоа, максимално значи максимално што можам да го направам. Јас немам друго хоби, немам други активности освен она што го јас работам. Тоа е моето и фасцинација, тоа е мојата обврска, тоа е моја професионална ориентација, тоа е моето сето некое слободно време кое пак е поврзано со сето ова. И тоа е максимум кој јас го давам и се радувам сега кога ја гледам книгата како производ на едно такво дело кое инаку ако не се забележи, така луѓето забораваат и можеби ќе се заборави и ова и нека се заборави, меѓутоа ќе остане за некои кои ќе учат, кои ќе студират и кои натаму ќе го продолжат ова што јас го сега стварам и работам, ќе биде еден добар пример и сигурно инспирација за нив да продолжат по тој пат. Колку трансплантации на срце направивте до сега и колкав е процентот на успех? Трансплантации на срце јас работев во Германија, значи јас сум првиот македонец кој воопшто, барем јас што знам без обзир каде живее, е направил трансплантација на срце. Тоа го направи 1997 година и таму имав околу 15 трансплантации на срце за тие години кога работев во универзитетската болница во Франкфурт. Овде во Македонија имам 2 аутотрансплантации направено, значи пациенти кои се биле во посебна состојба на значи да може и да треба да се направи таа операција. Тие двајцата се живи. Се уште едниот е 9 години, другиот е веќе 10 или 11 години жив пациент. Така да ние сме секако како институција и како спремни за сето тоа, меѓутоа се уште имаме некои состојби кои не спречуваат да тоа помине во една рутинска операција како и сите други. Во Филип II успешно функционира и детската кардиохирургија. Кои се најчестите кардиоваскуларни заболувања кај децата во Македонија? Па тоа се вродени срцеви аномалии. Ние имаме еден континуитет од самиот почеток на лекување, оперирање на вродени срцеви мани кај возрастни и кај деца. Значи, вродените срцеви мани се една посебна категорија и тие не се разликуваат дали се кај повозрастни или кај деца по морфологијата, него се разликуваат по тежината на состојбата која допринела зависно од времето кога се оперираат. Така да вродените срцеви мани кај возрастни се многу покомплексни за оперирање и за преживување, дури од кај оние кај децата. Сите видови на конгенитални аномалии, вродени аномалии, досега сме ги третирале, освен некои многу ретки, за кои и добро е тие неколку деца кои се јавуваат во една година, каде што треба да се третират во некои специализирани само за тоа центри кои постојат во светот, бидејќи е таа бројка многу мала, а и преживувањето е многу така дискутабилно кај некои од такви аномалии. Инаку ја развиваме паралелно со хируршката и интервентната детска кардиологија и сме водечки во регионот во таа област по бројот на направени случаи, затоа што уште од 2003 то континуирано го работиме, така да веќе годишно постигаме негде бројка од негде 50 до 60 деца, кои всушност значи една нова технологија, каде што досега и за жал се уште и во околните држави тие деца се оперираат класично, значи со операција, а ние сето тоа го постигаме со интервентно затварање на тие отвори, без класична операција, без трауми за децата, без третман кој трае повеќе од еден ден. И сето тоа јас го доживувам и така како голем успех и огромен напредок, иако тоа са повеќе кардиолошки интервенции, а не кардиохируршки.
Професор Турина дојде во Македонија да ја промовира вашата книга. Како понатаму ќе ја продолжите вашата соработка? Па, професор Турина е жива легенда во кардиохирургијата во светски рамки. Тој доскоро беше и декан на медицинскиот факултет од Цирих и е апсолутно големо име во таа област. И посебна чест што одвои време да дојде и, како што ми кажа, морал да одложи повеќе други активности. Ние сме во така контакт долги години. Јас не го кријам тоа дека тоа е мој пример и узор, што би се рекло на хрватски, бидејќи тој има хрватски корени. Значи, она што тој го работи, јас на некој начин го продолжувам и тоа е така една големо признание од него изречено за книгата и за мојата работа. И секако дека сум и горд на сето тоа. Доктор Митрев, ви благодарам за денешниот разговор и уште еднаш честитки од мене за јубилејот. Благодарам и на вас.